По 3 дена следење од страна на обвинителството и полицијата, судијата Ѓоко Ристов, осомничен за корупција, се појави жив и здрав. Тој беше повикан на распит во кривичниот суд од страна на судија на претходна постапка. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција му ги презентираше собраните докази, врз кои се базира сомнението дека тој ги сторил тешките кривични дела за кои се товари. Кривичните дела кои му се ставаат на товар на осомничениот според кривичниот законник се присвојување и незаконско прикривање на имоти, перење пари и други приходи од кривично дело. Само за едно од делата е предвидена казна затвор од 1 до 8 години. Откако ги оценивме објективните услови кои треба да се исполнат за определување мерка за обезбедување присуство, како и субјективните кои го оправдуваат тоа, јавниот обвинител предложи на судија на претходна постапка во Основниот кривичен суд во Скопје определување мерка домашен притвор за осомничениот. Покрај оваа мерка беше предложено и определување на мерка грижа при времена заплена на патните документи, при што се забранува нивно издавање и напуштање на државата. Но како судија во втора инстанца во апелациониот суд, на Ристов не можеше да му се изрече мерка домашен притвор додека има имунитет. За одземање на имунитетот, кривичниот суд побара од судскиот совет да му го одземе имунитетот на Ѓоко Ристов за да се овозможи покренување на обвинение и евентуално негово судење. Судскиот совет веднаш свика вонредна седница и одлучи за одземање на имунитетот. Судскиот совет одржа вонредна седница на која беше разгледано барањето на кривичниот суд. Со 10 гласа за од сите присутни во судскиот совет, на судијата Ѓоко Ристов му се одзема имунитетот и му се суспендираат сите судски активности додека трае истражната постапка и евентуално судскиот процес. Со ова се овозможува одлуката на кривичниот суд за негов домашен притвор. За време на викендот во куќа на неговите родители во Неготино беа пронајдени 350.000 евра созидани во ѕид, за кои постои сомнение дека се материјален доказ за неговата вмешаност во корупција, поврзана со апсењето на адвокатот Фехми Стафа од средината на декември, исто така фатен со мито од 50.000 евра. Откако ја доби информацијата, Ѓоко Ристов минатата недела замина на медицински одмор, пошто неговите колеги не го видоа до денес кога се појави во кривичниот суд.